За истрагата рекет, внатрешните состојби и предизвици во ВМРО ДПМН и секако следните избори наредната година, разговарам со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Господине Мицкоски, добре дојдовте во студиото. Благодарам на поканата, чести задоволство да сум со вас денеска во вашето студио. Ви благодарам. Почнуваме со она што е најактуелно секако во јавност, истрагата за случајот рекет. Она што би сакал прво да ве прашаме, дали имате каква било допирна точка со пренесувањето на видеоснимките кои што веќе гледаме зад нас од домот на Орце Камчев при вашата последна посета на Унгарија? Не. Одговорот е краток, јасен не и категорички ги отфрлам таков тип на злонамерни шпекулации. Јас во многу наврати во минатото кажав која беше всушност целта на мојата посета тогаш и следбата со премиерот на Унгарија, се извинувам, господинот Орбан. Разговаравме за европерспективите, разговаравме за можноста во тоа време да Унгарија практично го номинира заменикот на господин Хан, кој што ќе биде одговорен за соседска политика и проширување. И мислам дека тоа беше една квалитетна, добра посета, во која што можевме да размениме сопствени гледишта и по прашања кои што се однесуваат во состојбите во рамките на Европската народна партија, бидејќи сега во ноември ни предстои конгрес, ќе бираме ново раководство во рамките на Европската народна партија, нов председател, генерален секретар, подпредседател исто така што тоа беше една би ја карактеризирал пријателска и многу успешна посета во рамките. Според нашите информации, поранешниот премиер се сретнал со италијанскиот новинар кој што ги објави снимките во лаверите. Дали може би нешто дополнително знаете околу таа средба во еден ресторан во Будимпешта? Јас со господинот Груевски немам комуникација од периодот кога ја напушти Македонија, а господинот новинар не го познавам. Нити лично, нити па некогаш во животот сум се сретнал со тој човек. Околу истрагата рекет, поднесено е веќе обвинение за првиот случај. Сега имаме една нова ситуација во која што практично осомничана е подпредседателката на Собранието, Фросина Ременски, секако осомничана за овој случај. Кажете ми, Зоран Заев се дистанцираше од Ременски, вели на известно време додека таа е осомничена, јас се дистанцирам од неа, односно партијата во таа смисла. Има и останати осомничени обвинети од вашата партија. Зошто вие лично или партијата не се дистанцира од осомничените кои што се од ВМРО ДПМН? Јас не сум го слушнал ова што вие го велите да го каже Зоран Заев. Има една огромна и суштинска разлика во ова што вие го кажавте сега, а тоа е резултат на внатре-партиските полициски и параполициски пресметки кои што денеска се случуваат во Министерството, но и во Социјалдемократскиот сојуз. Како резултат на таква пресметка, Фросина Ременски практично е дел од ова обвинение. Инаку, доколку навистина има доблест господинот Зоран Заев да зборува за дистанцирање, за откажување и слично и така натаму јавно, може би најдоблесно ќе биде самиот од себе да се дистанцира, бидејќи во минатото истиот тој беше осомничен најпрво за сторен криминал кога беше, се сеќавате, актуелен случај од Глобал во Струмица, кога тој беше градоначелник, кога беше аболиран од страна на тогашниот председател на државата господин Црвенковски. Потоа имаше уште неколку случаи и сето тоа кулминираше со оној случај кога требаше да се води случајот подкуп, каде што видовме како заврши истиот ден кога се подпишуваше практично преспанскиот договор. Да, но по таа линија се осудени, ако смеам да ве прекинам, и Гордана Јанкуловска, Никола Груевски и цела редица ваши функционери практично од ВМРО ДПМН. Тие се осудени? Не се нити Гордана Јанкуловска, нити господин Никола Груевски функционери на ВМРО ДПМН. Поранешни функционери во таа смисла, да. Па видете, ВМРО ДПМН е имало многу поранешни функционери. Навистина, ние кои обтоваруваме јавноста со поранешните функционери на политичките партии, тогаш ние нема да гледаме еднината, или што би рекле ние вака народски кажано, од дрвото нема да видиме шумата. Јас зборувам за актуелен премиер на држава и председател на политичка партија, во случајот СДСМ, и актуелен подпредседател на политичка партија, во случајот СДСМ. Ние не зборуваме за екс-функционери или екс-премиер. Тие сте членови на ВМРО ДПМН. Во ред членови на ВМРО ДПМН има и лјадници, можеби, не знам. Меѓутоа не се сите лјадници осудени, тоа ми е. Па во тие лјадници има голем дел осудени, зарем? Ние сега ќе застануваме и ќе дискутираме кој што сторил, можеби некој сторил вакво или онакво дело. Истото како што предпоставуваме и кај СДСМ се случува, истото како што се случува и кај ДУИ и кај останатите политички партии. Повторно да се вратиме на суштината. Суштината е, ние имаме аболиран премиер
имаме премиер кој што беше осомничен за барање мито, кога беше градоначелник на Струмица. Имаме најголем скандал во поновата историја од независноста до денеска во нашата држава, тоа е случајот Рекет. Тука треба да го држиме фокусот и се разбира на сите оние политики кои што денеска се во Република Македонија, кои што практично ги води СДСМ и Зоран Заев. На низа пресконференции постојано ја прозивавте обвинителката Вилма Русковска во случајот Рекет, дека, да речеме, одредени, според вашите сознанија, одредени функционери кои што се во власта не се гонат кривично. Еве сега имаме, да речеме, истрага отворена против Фросина Ременски. Нели тоа малку во колизија со она што досега, да речеме, го говоревте, затоа што имаме случај подпредседател на собрање да биде осомничен. Потенцијалот за тоа што треба да го гони обвинителството, сторен, сомнежот за сторен криминал во СДСМ е навистина огромен, голем. Имаме огромен потенцијал, инаку да, се сложувам, но јас би се вратил малку чекор наназад и не би го споменал само случајот за Фросина Ременски, би се вратил и за оној, се сеќавате, градоначелник на Струмица, кој што, се извинам, не на Струмица, туку не на општина околу Струмица, тоа е општината Ново село, кој беше фатен со еден куп практично штеки цигари при недозволен пренос на границата со соседна Бугарија. Тој беше исто така приведен во тој период, осуден на некоја казна затвор која што беше изразена во месеци, денеска слободно си се шета, предпоставам обавува некаков бизнис и предпоставувам, според сведочењата на локалното население, продолжил со истиот, со несмален интензитет да се занимава и со оној нелегален бизнис за кој што претходно еднашка беше осуден. Кај потсетам на случајот на оној градоначелник на општина, мислам Демир Хисар беше, кој на вработените им се закануваше дека ги снима, нема никакво обвинение. Кај потсетам на оној градоначелник не на Скопска општина, кој што со вработените се пресметуваше физички, односно би рекол вака народски кажано со шлаканици и тупаници. Кај потсетам на оној генерален секретар на владата, кој што нашите сојузници, државите од Западна Европа, под екваторот ги нарече како што ги нарече во негов разговор, па како резултат на тоа што он го правил беа приведувани новинари. Можам сега вака да ви редам десетици случаи. Да, се сложувам со вас. Почесниот председател на Меѓународниот сојуз, пратеничката Ременски е осомничена за соучесниство во ова дело кое што вие го споменавте, но тука не завршува. И тука не завршува октоподот. Октоподот треба да заврши до главата, до главниот инспиратор и човекот кој што практично бил информиран за сето ова кое што се случувало, но тоа секако не е госпоѓата Ременски, ќе остана на органите на прогонот докрај, ама вистински докрај да истераат истрагата и вистински да допрат до вистинскиот виновник кој што е практично главата на октоподот. Поседувате ли снимки за Рекет 2 и ако поседувате, кој ќе ги објавите? Може би поседуваме, може би не. Како е ова сега реторичко прашање, може би да, може би не. Па не е реторичко, ова е прашање кое што е одговор на, мислам, ова е одговор на вашето прашање. Тоа е дека може би имаме, може би немаме. Ги чувате за предизборија, може би? Може би ги чуваме, може би не. Добро. Сте се сретнали ли со Зоран Милевски Кичевец? Постојано ве прозиваше опозицијата на низа пресконференции дека се случувале некакви тајни средби и така натаму. Јас и на таква една пресконференција кога стануваше збор дали јас сум се сретнал со господин Милевски, беше во форма на тоа дека тој практично мене ме контаминирал при таа средба на начин на кој што практично ги контаминирал сите оние од владата со кои што се среќа. Ој не е само една средба во рамките на владата, туку има многу повеќе средби. Се надевам дека јавноста во периодот кој што следува ќе биде сведок и на сето тоа, бидејќи добра јавноста да знае што се случувало веќе и што се случува веќе трета година поред. Но јас и тогаш кажав, ја користам оваа прилика и тука на вашата емисија да го кажам, доколку постои било каков инкриминирачки материјал, доколку било, не мора да поставуваат прашање, не мора да се плашат од законот дека ќе тужам. Веднаш да го објават на моја евентуална инкриминирачка активност и не треба воопшто да се мислат, јас следниот ден ќе се појавам во истражниот затвор Шутка во Скопје. Но доколку не постои, ќе треба да се повлечат од овие изјави и да се извинат јавно, бидејќи навистина вака е малку кукавички да поставувате прашања, па да мислите дека ако поставите прашање, вие ќе ја кажете тезата во јавноста, ќе го испрлеме лидерот на опозицијата во една
квази политичка пресметка, а при тоа ќе бидеме заштитени, законот ќе не штити бидејќи имаме прашална форма. Еве, нека се охрабрат, не мора воопшто да поставуваат прашање, доколку навистина постои таков инкриминирачки материјал, каде што има корупција, мито и така натаму, веднаш да го објават и веднаш да го пријават во рамките на обвинителството. Јас истиот ден самиот доброволно ќе се пријавам. Не разбрав дали се видовте со Кичевец? Апсолутно не. Апсолутно не. Апсолутно не. Дали колку пари ви донираше Орце Камчев за кампањата, и тоа беше едно од прашањата на кое што ви повикуваше постојано опозицијата? И тоа е повторно прашање кое што циркулираше во јавноста во овој период. Господинот Орце Камчев не донираше ниту еден денар во кампањата за председателските избори на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа претпоставам го има во финансискиот извештај. Апсолутно го има и било какво друго сознание со кое што располагат. Еве, повторно ги охрабрувам веднаш да излезат, да го објават и веднаш да расчистиме исто таа дилема, но истовремено треба да се свесни за ризиците кои што постојат и за во обратна насока истите овие прашања, па за да не излезат потоа инкриминирачки материјали во јавноста, па тогаш да велиме вака било или така било, треба и тогаш веднаш да се сносат последиците од таквиот начин на однесување. Рековте дека ќе укинете функцијата почесен претседател, во овој контекст таа се однесува на поранешниот премиер Никола Груевски. Членови на партијата и секако функционери белат по кој член од статутот, партискиот статут, воопшто може да се укине, односно да се воведе таа функција? Видете, станува збор за нова верзија на статутот и тоа го зборувавме. Ние не зборуваме за постоечкиот статут. Моментално е во работна верзија, се наоѓа во рамките на извршниот комитет на партијата, трае дебатата, се разбира кога ќе заврши таму, ќе се пренесе на централниот комитет и откако ќе се усвои, ние имаме нов документ кој што е статут и добро им предлагам на нашите политички противници, но и сите ние политички субјекти во нашата држава да го прочитаат, да го разгледаат детално, за да можат дел од работите кои што се таму вметнати да ги пресликаат и во нивните статути, а не така како што до сега функционира. Ако можам да заклучам, ова е некаква драфт верзија како што рековте. Работна верзија, да. точно. Меѓутоа, дали тоа значи дека Груевски бил почесен претседател без статутарна одлука, без член од статутот? Говориме за досега. Не, за досега постои, да. Постои таква. Јас зборувам за од сега па натаму кога ќе се донесе новиот статут, тоа почесен член, почесен претседател, почесен функционер се укинува и не постои бидејќи нема таква пракса во статутите на нашите сестрински партии и логично е да ние како ВМРО-ДПМНЕ имаме некаков модел, некаков пример и од тие практично статути ние направивме на синергија, на компилација и адаптиравме на нашата специфика овдека во Македонија и го креиравме овој документ. Се разбира, тоа е во работна верзија, дебатата трае во рамките на партијата. Се консултиравте со членовите, со потесното раководство? Апсолутно, и со членовите, и со потесното раководство, и со пошироката јавност, надпартиската јавност, професори од правниот факултет и така натаму. Дали може да се очекува помирување со 8 пратеници кои ги исклучивте да гласаа, да речеме, за преспанскиот договор? Видете, во политиката ништо не е вечно. Во политиката секогаш работите се практично осцилаторни, така што се можеме да очекуваме во рамките на исто како што видовме во минатото најпрво една коалиција која што е направија Црвенковски и Георгиевски, потоа видовме една коалиција која што е направија, да речеме, луѓе кои што порано беа жестоки критизери на Зоран Заев, сега гледаме се со негова коалиција, исто како што гледаме на неформална коалиција на дел од поранешното раководство на нашата партија, која што е притисната уценета од страна на Зоран Заев, па прави една неформална коалиција со Зоран Заев, прифатила улога да биде на негови маргиналци, така што отприлика тука би го завршил одговорот на вашето прашање. Во политиката никогаш не велете никогаш, но основна водилка во моето функционирање како претседател на ВМРО-ДПМНЕ била и ќе остане принципиелноста и аргументираната дискусија и дебата, ништо повеќе и ништо помалку. Се додека ние во рамките на принципите обстојуваме и се додека ние функционираме со дебата која што се темели на факти и аргументи, ние ќе успееме. Се што е спротивно на тоа, ќе се преслика понатаму и доколку ја добиеме довербата, јас сум силно убеден дека ќе ја добиеме довербата од граѓаните на следните предвреди парламентарни избори, ќе се преслика во функционирањето на владата, во функционирањето на институциите, ќе имаме уште еден неуспешен мандат, уште еден пораз и разочарување за граѓаните кој што ќе биде продолжение на овие 28 години независност
дополнителни раселувања, како што денеска ги гледаме, некој наш сосед, некој наш Би го вратиле пријател. Митко Јанчев, например, во органите на партијата или? Митко Јанчев е градоначелник на ВМРО ДПМН во општина Кавадарци и тука апсолутно не гледам никаква причина за било какво враќање или не враќање, сосема успешен, коректен и тоа. Дали Антони Милошовски може да биде подпредседател на партијата, на следниот конгрес? Може секој да биде подпредседател на партијата, се разбира. Дали ќе биде, еве, можеби, ако можеме да откриеме за јавноста, какви се вашите размислувања? Па немам како председател на ВМРО ДПМН планирано предлози со кои што би излегол пред извршниот и пред Централниот комитет на партијата во рамките на кадровското поместување во рамките на извршниот комитет, тоа што како кадровско доекипирање го планирав како председател и го имам на располагање како алатка. Тоа беше презентацијата на овие 16 стратешки соработници кои што се надпартиски експерти, професори и така натаму. Сакавме еден поинаков начин на функционирање на политиките на ВМРО ДПМН да покажеме дека ВМРО ДПМН е отворена, нема фрустрација од знаење, напротив, му викаме добре дојде на знаењето, сите оние успешни луѓе, личности, сите оние родолюби, сите оние патриоти кои што сакаат да успее нивната држава конечно, бидејќи ова што денеска е секојдневие, наистина секојдневие темелено на неправда, ги повикавме, разговаравме со нив, го прифатија предизвикот од Македонија, имаме голем број професори експерти, имаме професори експерти од македонската дијаспора, странци, тој список ќе се проширува и навистина мислам дека овој пример треба да го следат и останатите политички партии, се разбира доколку имаат човечки потенцијал за една таква реформа. Тоа е суштинската реформа. Да ја отворите партијата и да му речете добре дојде на знаењето и квалитетот, а не да се ограничите нели на корупцијата, криминалот, партиските интереси, интриги, превирања во рамките на партијата. Да, но опозицијата така што прозва во тој контекст, еве да речеме дека синот на Саво Климовски, Александар Климовски, кој што бил практично во некаков телевизиски пренос додека траеле настаните од 27 април, бил прилично вулгарен и има некаков балас, да речеме, во минатото. Дали со такви ликови очекувате дека ќе ја вратите довербата повторно на граѓаните? Па таму во тој список е, да речеме, еден еминентен професор кој што доаѓа од Шпанија, кој што е докторант на Харвард, да речеме, односно докторирал на Харвард и бил долги години советник во владата на Шпанија, бил дел во Светска банка, бил во многу држави во Соединетите Американски држави, во светот, советник и така натаму. Мислам дека има многу што да даде во таа насока. Понатаму има луѓе кои што исто така имаат сериозно интернационално минато, како што е господин Јанко Баждавела, кој што работи во Коркоран групацијата во Њујорк, Соединетите Американски држави, групација која што има годишен обрат од повеќе од 21 милиарда долари. Тука е успешен спортиста, репрезентативец, господин Борко Ристовски, еден прекрасен човек, една личност кој што исто така има што да каже во културата, господин Дурловски. Тука е професорот во пензија Владимир Дуковски, кој што има двоен докторат, корисник на Фулбрајтова стипендија во Соединетите Американски држави. Добро, списокот реално не е познат. Понатаму господин Зоран Марков и така натаму, кој што исто времено е редовен професор, кој што исто така има исклучително врвна биографија позади себе, господин Сашко Кедев, кој што е врвен светски доктор. Треба државата да се запраша зошто актуелната раководство на клиниката каде што работи господинот Кедев не дозволува господинот Кедев да може да оние тренинзи, семинари кои што ги прави секаде на земјината хемисфера да ги прави овдека во Скопје, во Македонија. Професорката Силјановска, врвен експерт, посебно врвен експерт од областа на уставното право, политичкиот систем, долги години член на Венецијанската комисија. Тука е исклучително квалитетен професор од Канада, тој е професорот Гоце Андреевски, квалитетен врвен стручњак во планирање на стратешки операции. Тука е исто така Гоце Наумовски, професор од правниот факултет, врвен. Добро, да не ги редиме сите, се познати во јавноста. Тоа се луѓе, видете, вие никогаш не можете да му погодите на Зоран Заев, на Радмила Шекеринска, на Кочо Ангјушев, не можете затоа што едноставно ние сме различни луѓе. Ние не размислуваме како што ни размислуваат. И јас не пледирам да им погодам на нив, нити па пледирам да бидам нивен љубител на ликот и делото и нивен обожавател. Јас мислам и сум убеден, да не речам сигурен, дека овие луѓе со сето свое знаење, експертиза и професионално минато ќе донесат и текако голема додадена вредност не само за ВМРО ДПМН. Тие се значајни и за Република Македонија, бидејќи јас сум убеден, како што кажав, дека идната влада
ќе ја формира ВМРО ДПМН, а овие луѓе и те како имаат што да кажат за зголемување на квалитетот на функционирање на македонското општество. Не пледирам и апсолутно немам таква намера нити амбиција. Еве, просторот на корупција и криминал ќе му го оставам на Заев, Ангјушев, Шекеринска, ние ќе се фокусираме на овие професори, како што вие велите, на овие експерти, луѓе кои што имаат што да дадат, па макар биле еве и критикувани од страна на Зоран Заев, Ангјушев и Шекеринска, па ќе видиме кој е тој кој што ќе понуди подобра иднина за граѓаните. Бевте ли во антикорупцијската комисија, отворија предмети за хидроцентралите, додека бевте советник за енергетика, ми се чини, на поранешниот премиер Никола Груевски, секако и директор на ЕЛМВ. Повикали воопшто до сега? Никој не ме повикал и тоа е уште една небулоза која што се случи во рамките на политичкото функционирање во нашата држава, откако СДСМ е власт, нели, отворија случај 2 дена пред одржување на претседателските избори. Тој случај е практично рецитив на онаа помалку комична пресконференција на портпаролот на СДСМ. За волја на вистината, предпоставувам, човекот сакаше да одржи пресконференција пред еден од објектите на тие 3 објекта, а одржан на сосема различно место, пред објект на други сопственици. Па потоа велеше доставил документи, според моите информации од таму нити доставил, нити па има абер да достави Има ли судирни интереси во случајот? Тоа ја интересира јавност. Апсолутно нема никаков судирни интереси. Јас бев собственик, ќе ви кажам на крајот од мојот одговор, еве ексклузивно за вашата емисија, на еден нов ажуриран податок поврзан со овој случај. Имено, јас бев собственик на удел од 7% во таа компанија, во која што има повеќе собственици, се разбира. Тендерската постапка е многу пред јас да станам, време пред ја да станам советник во кабинетот на господинот Груевски. На тендерот транспарентен, има можност сите да се јават, истиот тендер и вице-премиерот Ангјушев си има јавено и добиено концесии и така натаму. Оваа компанија, во која што повторно ќе кажам, јас бев собственик на 7%, се пријави, ги доби тие 3 локации, бидејќи имаше најдобра економска и техничка понуда. Да, но бурно реагирате во јавноста, да речеме, кога за време на оваа власт некој од советниците на Заев ќе влезе во некаква фирма или ќе добие некаков тендер, дали тоа не е истата ситуација? Ако ми дозволите, ќе го дадам одговор и можеби ќе има нешто ексклузивно, еве за прв пат што ќе го кажам во вашата емисија. Помина еве веќе 6 месеци од како е овој случај пријавен во антикорупцијската, за жал нема никаков резултат од сето тоа. Се тактизира, предпоставувам, ќе се држи во фиока и слично, но гледате практично тие политички мотивирани случаи пред антикорупцијската комисија на управен суд како завршуваат, најчесто со поништување на таа, но потоа треба да се соочат тие истите луѓе со последиците на сето тоа, бидејќи 2 дена пред претседателските избори практично од страна на антикорупцијската комисија беше покрената постапка комплетно нетранспарентно, поврзано со тој случај, каде што повторно ќе кажам, јас бев собственик на 7%, нема еве 6 месеци потоа никакво решение, нити пак некаква одлука од страна на антикорупцијската комисија, но треба да бидат свесни дека доколку тоа е негативно, нарушувањето на угледот и честа на 2 дена и можното влијание врз изборниот резултат е сериозна грешка која што ја направи, ќе треба да се соочат со последиците. Таа особа која што ја отпочна оваа постапка. Инаку, еве, ексклузивно за вашата информација сакам да кажам и да потврдам дека од пред некој ден практично јас го оттугив тие 7% и веќе не сум собственик во таа компанија. Ги оттугив без никаква економска награда, практично новиот купец го превзема уделот од 7% во таа компанија, така што ми беше мене надоместен влогот со кој што сум учествувал, се разбира, а тој ги презема врските кои што беа до тој момент и мои врски. Ја користам оваа прилика, еве, да го повикам Зоран Заев и сите останати политичари во државата кои што се собственици на удели на ваков или на таков начин, додека ја обавуваат функцијата, додека вршат јавна дејност, да излезат од компаниите, односно да ги отуѓат, но не формално да ги отуѓат, него суштински да ги отуѓат, бидејќи се додека
таму се тие доминантни собственици, не собственици на малцински пакет акции, навистина постои основано сомневање за корупција, влијание врз определени економски текови во државата и така натаму. Еве, користам вашата емисија денеска ексклузивно да потврдам дека јас повеќе не сум собственик, односно го отугив делот на тие 7% акции на нов купец, но истовремено ги повикувам сите политичари, без разлика дали се во опозиција или се во владата, да доколку се собственици, а ги има такви, можам да ви редам докази, на удел во рамки на економски оператори, истиот да го отуѓат и на тој начин само ќе придонесат во насока на тоа да се елиминираат сомнежите за можна злоупотреба. Имаше влијание постапката за оттуѓувањето на уделите во овој случај, што се води пред антикорупцијска? Не. Колку финансиски тежи ВМРО ДПМН? Тоа е прашањето кое што секако ја интересира јавност, имајќи предвид одредени истражувања во минатото кои што покажува практично дека е најбогатата партија во Европа. Па побарувањата и обврските на ВМРО ДПМН се дел од ревизорскиот извештај кој што е јавен податок кој што можете да го прочитате на Државниот завод за ревизија. И тука апсолутно немам нити што да додадам, нити пак да одземам, но на што можам еве да го кажам, без да бидам да се изземам од одговорноста дека ќе бидам априори непрецизен во бројките, на ВМРО ДПМН во моментот е повеќе во долг отколку во позитива, односно салдото, како што вие велите, тежи, е со одземена вредност, а не со додадена вредност. Влијаат на тоа постапките Талир што се во судот поврзани со седиштето на партијата или? Па видете, ние сме единствената партија во Европа со замрзнат имот, а имотот е замрзнат во една комплетно нелегална, незаконска процедура. Како? Еве ќе ви кажам и тоа како. Случајот Талир е отпочнат по рокот. После рокот. Од страна на судиите е прифатено тоа обвинение. И случајот Талир 1 имаше и првично рочиште и како резултат на прифаќањето на обвинението е замрзнат имотот на ВМРО ДПМН, со што се разбира тоа влие врз нормалното политичко функционирање на партијата. Како влие? Доколку сте вие опозиција во времето на Зоран Заев, јас како председател можам да сведочам на најголемата опозициона партија кога Зоран Заев е премиер. Не можам да сведочам како било во минатото, но ако било вака, исто тоа не е добро и не чини го осудувам. Но во времето на Зоран Заев, ако сте председател, секој оној кој што ќе се приближи на периметарот 20 на метри од седиштето на ВМРО ДПМН, а е бизнисмен, добива следниот ден најмалку 7 инспекции кои што проверуваат дали недостасуваат точки, запирки во неговото финансиско работење. Голем е делот на бизнисмени, луѓе, добронамерници кои што сакаат да помогнат во рамките на партијата, во рамките на кампањата и така натаму, но не се осмелуваат бидејќи практично знаат што се реперкусиите по нив. Моите последни средби со голем број луѓе кои што сакаат да помогнат се секогаш во насока на тоа, ве молам, немојте луѓе, сочувајте го бизнисот, не требате како здрави економски оператори, проширете го вашето делување, доволни се средствата кои што ВМРО ДПМН ги добива од државата за едно нормално пристојно функционирање, дури и враќаме стари долгови. Така да во овој момент не постои човек кој што ќе може да каже дека ВМРО ДПМН откако јас сум избран за председател на партијата, има концесија кон него. Помогнал на ваков или на онаков начин. Сите оние кои што сакале сум ги одбил и во таа насока апелирам да се однесуваат сите останати политичари во државата. Доволни се средствата кои што преку буџетот се слеваат во партиите за нивно нормално функционирање. Доколку некој има намера било што надвор од ова да прави, навистина нема потреба. Еве во рамките на кампањата медиумското представување на политиките е исто така платено од буџетот, сосема е доволно она што го добиваме. Исто така со закон добиваме средства определени за функционирање на политичко истражувачко аналитичките центри. Сосема е доволно, нема потреба нити ние како политичари да ги оптоваруваме бизнисмените, нити пак сакаме да ги оптоваруваме. Нека си функционираат и работат во рамките на нивните економски оператори, нека го шират бизнисот. Колку се тие помоќни и побогати, толку и ние како политичари ќе видиме. Велите сега сте повеќе не постои човек кому ВМРО ДПМН во овие речиси 22 месеца му остави концесија. Велите сега сте повеќе во долгови, меѓутоа дали беше таква ситуацијата кога ВМРО ДПМН беше на власт?
Дали партијата тогаш беше повеќе во долгови? Затоа и одговорот на вашето прашање го започна во таа насока. Сегашната реалност која што јас ја живеам како претседател на ВМРО-ДПМН и не ја исклучив и тоа не го исклучив во минатото, доколку било така за тогашната опозиција, не го исклучувам, но дали кога бевме на власт ВМРО-ДПМН била во долгови или не било, јас навистина немав во тој период увид во финансиското работење, но може лесно да се најдат финансиските извештаи на партијата од Државниот завод за ревизија и ќе го провериме. Тоа ќе можете и вие самите да дојдете до заклучок, бидејќи тие се транспарентни. Дали ВМРО-ДПМН финансира и контролира медиуми? Апсолутно не. Ни на крај памет не ни паѓа да се мешаме во работењето на медиумите. Ве молам, вие сте медиум, дали некогаш некој од ВМРО-ДПМН или јас ви се јавил да ви нарача вест, да побара од вас некаква отстапка, услуга, еве ве молам сведочете. Дали условно речено опозицијските медиуми ви има доста често. Сега прашањето е ако толку често ви има сега, како би била ситуацијата кога би дошле на власт? Предпоставувам дека бидејќи го премолчевте одговорот на моето прашање. Добро, сега не сум гостин, вие сте соговорник за тоа. Нема премолчувањето, подразбира согласување, значи не постои такво нешто. Сега се вратам на вашето прашање, соодветно на стратегијата и прозорецот каде што јас можам да се обратам, да бидам поканет и така натаму, јас секогаш не одбивам таква покана како што беше и впрочем вашиот. Сега не знам вашиот медиум дали е проопозицијски, провладен или избалансиран. Проценете сами по прашањата и по пристапот. Па јас мислам дека е еден од сериозно избалансираните медиуми и ви препорачувам во таа насока да продолжите во иднина да градите политиката на вашиот медиум. Во какви односи сте со Сашо Мјалков, поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање? Дали имате средби со него? Апсолутно, после моментот кога практично Централниот комитет на партијата донесе одлука за исклучување на господинот Мјалков, нашите политички патишта се разотидоа. Не сум во комуникација, не сме имале било какви средби и така натаму. Тоа отприлика би бил. Добро, побаравте 120 единици за предстојните избори. Евидентно е дека поголемите партии како да стравуваат од отворени листи. Сте размислували ли во насока сепак да смогнете сили заеднички секако со представниците на власта да обезбедите мнозинство, односно да ги изгласате промените на начин што ќе имаме поинаков изборен модел од подстојниот? Не, ние напротив сакаме волјата на граѓаните максимално да биде испочитувана. На таков начин како што во моментот вие велите дека е можеби добар модел, ние имаме еден куп анализи и примери, затоа што компаративната анализа секогаш е најдобра кога носите одлука. Ако носите одлука на база на чувства, тогаш поголем е ризикот да направите грешка. Но ако имате определена компаративна анализа пред вас, тогаш кога носите одлука, таа можноста за правење грешка е многу помала. Еве јас одговорно тврдам дека секаде каде што имаме примена на таков модел, апсолутно тој бил неуспешен. Еве земете ги најголемите демократии, земете Германија. Во Германија имаме мешан модел, имаме и пропорционален и мнозински. Земете Британија, first past the post е практично она што ние го предлагаме. Ајде тоа да го ископираме. Сега ние кого ќе го копираме на начинот на кој што ние логично да земеме моделот на вистина развиени демократии. Не можеме да исполнуваме желби ние. Се среќавате со граѓаните, што ви велат тие, за која опција се повеќе во секојдневниот контекст? Мислам дека граѓаните се оптеретени, односно не мислам, него сигурен сум, граѓаните се оптеретени со ние реални проблеми на безпарица, неправда, криминал, корупција, на секој чекор, иселувањето посебно сега, лошиот здравствен систем од државата, катастрофалното образование, ниските пензии, ниските плати, немањето перспектива, разочараноста, тоа е суштината која што ни ја пренесуваат граѓаните. Воопшто, верувате, не е ни тема на разговор изборниот модел, дали бил овој, дали бил тој. Мислам, сакам искрен да бидам, затоа што толку неуспеси има овие 28 години што луѓето изгубиле вербата и во политичарите и во политиките. Знаете, најчесто перцепцијата која ќе разговарате со граѓаните е овој дојде овдека да лаже, за да може ние да го гласаме, а потоа ако ќе биде на позиција за да краде. А зошто би ве гласале до година? Што би понудиле како алтернатива, еве да речеме, на она што досега било исто, да биде нешто поразлично? Па нашиот пристап ќе се темели на пред се персоналниот момент, а тоа е непосредноста и искреноста, честитиот пристап, односно тоа што можеме да го направиме, тоа што не можеме да го направиме, да кажеме зошто не можеме да го направиме. Еве ќе ви дадам еден пример како постапуваат нечестити политичари. Се сеќавате на ветување на Зоран Заев кога рече дека во неговиот мандат ќе изгради 500 километри автопат.
500 километри автопат е отприлика некаде околу 10 милиарди евра. Настрана што нема можности за толку. Но 10 милиарди евра вие немате простор ни половина, ни третина, ни четвртина од таа сума пари на располагање во еден буџет за да ги инвестирате во еден таков проект. А каде се другите проекти? Каде се средствата за другите политики? Ние таков настап нема да имаме. Ние не сме давеници како двоецот Заев Ангјушев, да ветуваме се само да обстанеме на тие позиции каде што денеска се наоѓаме, за да можеме да ги уживаме привилегиите и да се богатиме на товарот на граѓаните. Ние ќе имаме честен и честит пристав и имаме во рамките на оваа кампања за обнова на Македонија. Разговараме со граѓаните, ги прашуваме кои се нивните реални проблеми, кои се оние маки кои што ги тиштат и на тоа сакаме да дадеме наш инпут, односно наш одговор, што можеме, што не можеме. Потоа, првиот столб и најважен, право, правдина, владење на право. Знаеме како, имаме тим кој што работи на функционален концепт, за да можеме тој концепт понатаму да го пресликаме. Дигитализација, технолошки тигар на Балканот, економија во вистинска смисла која што ќе обедини и образование, и здравство, и земјоделие, и подобар живот. Добро, господине Мицкоски, ова се конкретни, не конкретни, него општи флоскули, кои што ги слушаме речиси од сите во политиката. Што конкретно ќе направите? Не, па јас можам и во детали да навлезам. Еве еден пример, да речеме кој што може да го извадите како најтипичен барем во оваа фаза. Се уште нели е рано за изборите, меѓутоа претпоставам дека веќе работите интензивно на тоа прашање. Доколку има простор во вашата емисија, ние би можеле неколку сати да зборуваме за детали. Еден одберете. Се обидувам со наратив на ниво на филозофија. Да. Еве да речеме, еден суштински проект е субвенција, односно поддржување на отварање на развојни истражувачки центри на големи мултинационални компании во Македонија и една сериозна синергија помеѓу инвеститорите, дали тоа се меѓународни корпорации, домашни инвеститори, бизнисот и образованието, но сето тоа подразбира и корените реформи во начинот на функционирање на образованието, бидејќи за жал денеска кадарот кој што ние го произведуваме, тоа што е супер квалитетно одлучува да ја напушти Македонија бидејќи има подобри услови надвор, но она останатото кое што ќе остане има навистина мала практична наобразба. Сериозно инвестирање во практичната наобразба. Веќе разговараме со луѓе надвор од Македонија. Вчера во текот на денот имав состанок со една таква делегација со Соединетите Американски држави, професори кои што се тука да овозможат практично трансфер на знаење, да го пренесат тоа на студентите или на помладите колеги на универзитетот, да обезбедат инструменти, апаратура со која што ќе имаме практично збогатување на практичното знаење, а потоа ќе продуцираме производ, тоа е квалитетен инженер или квалитетен доктор или квалитетен правник, квалитетен економист, нека ми простат сите останати, кои што понатаму ќе може да го користат овие мултинационални компании, овие хаб, односно во овие центри каде што ќе имаме високи плати, кога зборувам за развојни истражувачки центри, и каде што ќе имаме практично директен инкам, ќе немаме лом производство, односно увоз, а потоа многу мала додадена вредност и извоз. Колку пратеници мислите? За жал, ако ми дозволите уште малку да додадам на оваа тема, за жал, сето она кое што представува прва фаза на мотивирање на странски директни инвеститори и домашни директни инвеститори до 2017 година, 16-та би рекол, е прекинато во периодот од 16-та до 19-та, бидејќи навистина многу мало и скромен е бројот на инвестиции и на домашните инвеститори, но и на странците кои што инвестираат во Македонија. Така што мислам дека еден ваков проект ќе ни обезбеди да нема brain drain, но во вистинска смисла на зборот brain drain, не како што еден политичар тоа го употреби одамна, да немаме одлив на мозоци, тие луѓе да достанат овдека, да работат високо квалитетно платена работа, да може да трошат, да има повеќе пари во буџетот, кога ќе има повеќе пари во буџетот, ќе имате повеќе пари за политиките во други области, медицината, образованието, земјоделието и така натаму. Но суштински проблем е. Ние денеска имаме разурнато образование. Вие немате денеска на Шангајската листа ниту еден универзитет во првите 1000, кој знае дали има и воопшто. Имаше во времето на ВМРО ДПМН. Не, имаше 1000 и некој беше. Но зборам за попрестижните позиции. Но и тоа не е доволно, да, точно се сложувам со вас, не тоа не е доволно, треба да имаме меѓу првите 500, нашите соседи имаат по 2. Токму тоа е она кое што ВМРО ДПМН ќе го направи во еден мандат, да овозможи
да се барем еден од универзитетите во нашата држава Македонија да биде меѓу првите 1000, а веќе во следниот мандат меѓу првите 500. Без квалитетно, стабилно и суштинско образование ние не можете да развивате ништо. Не можете да имате нити голем чекор, не можете нити пак да овозможите подобри услови за граѓаните. Нас не требаат крупни чекори. Нас не ни требаат инерцијални стандардни политики. Нас ни требаат политики храбри кои што ќе донесат раст поголем од 5%. Само така ние можеме да бидеме конкурентни и да го подобриме квалитетот и стандардот на граѓаните. Тогаш може да очекуваме реверзибилен процес, како што тоа е денеска секој дневе во Полска. Тоа што ја празнеше Полска во 90-тите, денеска ја полни назад, затоа што ова што го зборувам јас, тоа го направија политичарите во Полска. Колку претенции ќе освоите наследните избори, сега да не биде сепак ова нели не е митинг, меѓутоа па ме прашате, да го задржиме, да, меѓутоа да го објасните во кратки црти, да. Колку претеници претендирате дека ќе освоите наследните избори? Сериозна програма во кратки црти не се објаснува, но мислам дека колку може бев јасен. Еден од проектите затоа би реков. Но еве ајде ме прашувате за колку очекувам ВМРО ДПМН и сигурен сум дека убедливо ќе победи. Очекувам дека разликата најмалку во овој момент, доколку се одржат веднаш пред предвремени парламентарни избори, ќе биде повеќе од 100.000 гласа. На што го темелите тоа? Па тоа го темелиме на онаа навигација која што имаме. Генерално политиките ги водиме, ќе кажам, најмногу на бројки, многу малку на чувства, но кога и чувствата и бројките ќе ви се соединат, односно ќе ви се покопат, тогаш вие имате сигурна одлука каква политика да водите. Факт е и тоа дека народот, граѓаните на нашата држава се уморни од избори, уморни од политика, уморни од ветувања, бидејќи нема испорака, само има ветувања. Факт е дека во моментот можеби постои еден вид абстиненција, односно интенција за абстиненција кај нашите сограѓани, но мислам дека ќе биде доволна провокација новата програма на што ќе понуди ВМРО ДПМН со коалицијата, да имаме една стабилна, убедлива победа која што понатаму ќе генерира една стабилна влада која што ќе може сите овие политики кои што се темелат на вистински вредности, не на лаги, манипулации и рамилок, да ги спроведат. Не сакате да оперирате со бројки? Па видете сега со бројки, јас ви реков, најмалку ќе биде 100.000 разликата помеѓу нас и коалицијата на СДСМ. Добро, ќе го прифатите ли преспанскиот договор? Нашиот став по тоа прашање многу пати во минатото сме го кажале, истиот став, нити имам што да додадам, нити што додземам на тоа што сме го кажале по прашањето на преспанскиот договор. Јас кажав, јас сум горд што ВМРО ДПМН не учествуваше во распродажбата на националните и државните интереси кои што понатаму Зоран Заев ги преточи во преспанскиот договор. Но што доколку со тој преспански договор, како што се движат работите или барем се да речеме најавени, државата добие датум за почеток на преговори, а сигналите кои што стигнуваат од таму се дека тоа е известно дека ќе се случи. Видете, ние денеска, потпишувајќи го тој договор како што го потпише Зоран Заев, еве веќе трета година стравуваме дали ќе добиеме датум. Тоа што значи? Тоа значи дека не бил тој договор услов за да ние добиеме датум, туку имало некои други работи кои што требало како домашна задача да ги завршиме, за да дојдеме до датум за отпуштување на преговори. И ние денеска, еве јас и вие дебатираме дали ќе добиеме датум и дали тој датум доколку го добиеме ќе биде условен или ќе биде безусловен. Јас навистина посакувам срце и сум го кажал, тоа и работиме како партија покрај сето таа распродажба национална, целото несрам, понижување. Гледаме денеска кои се рецитивите од тие договори, условување од нашите соседи и така натаму и така натаму. Не доведе во една ваква неизвестна ситуација во која што се наоѓаме. И покрај тоа што ги изгубивме сите позиции кои што сме ги стекнувале со времето, ние денеска немаме загарантирана иднина. И ние велиме дека ако се донесе одлука, таа ќе биде условена и тоа ќе биде практично стратешко политичко ветување, а не дека ние имаме вредности. Тоа е она кое што е трагично. И тоа е повеќе од недобивање некаков датум, дали бил условен или апсолутно нема дилема дека датум за преговори е наша желба и работиме на тој, не треба да има никој дилема. И еве ви кажувам, се што треба како ВМРО ДПМН во овој момент ќе направиме во насока на лобирање кај нашите сестрински партии, и тоа го правиме, писма пишуваме и така натаму за да го добиеме тој датум, конечен датум со кој што ќе обезбедиме каква таква некаква перспектива и ќе се врати, претпоставувам, колку толку помеѓу нашите граѓани позитивното очекување. Но на кое што ќе следи неколку недели потоа е повторно вистинската реалност. Таа реалност е Зоран Заев
СДСМ, корупција, криминал, рамилук, неправди и така натаму, и тогаш повторно ќе дојде на ред тоа разочарување. Така што, еве, да сумирам одговор на вашето прашање, да, од се срце посекуваме и работиме во насока да добиеме дата, и да, понатаму, откако најпрвен ќе ја поразиме оваа структура на СДСМ, ќе работиме со многу понаамак сима на еден голем светски лидер под крв и солзи, за да дојдеме до нашата конечна цел, а таа цел се разбира полноправно членство и Македонија да биде дел од европското семејство. Околу законот за специјалното јавно обвинителство, односно законот за јавното обвинителство, сега практично веќе и да не се разговара. Што се случува, до каде се преговорите? Има ли воопшто раздвижување во тој правец? Јас сум го кажувал и тоа сум го коментирал. Ние во моментот имаме ситуација каде што владата, односно СДСМ, апсолутно не сака да има договор по тоа прашање. Тие велат, вие не сакате да имате договор. Не, ама тоа лесно се компарира. Знаете, еве, кој е нашиот став, кој е нивниот став и ќе видите што се случуваше. Нашиот став е, ќе повторам, почитување на закон и устав, нивниот став е како да добиеме уште алатка да правиме притисок врз политичките неистомисленици, во случајов ВМРО-ДПМН и коалицијата околу ВМРО-ДПМН. Ако они ги почитуваа законите и уставот, тогаш немаше да ни се случи на писмо на притвореничката, немаше да ни се случи начинот комплетно незаконски пренос на случаевите од специјалното јавно обвинителство во јавното обвинителство. Се сеќавате тоа што они на начин комплетно незаконски го направија, го предлагав уште во јули месец. Тогаш бев одбиен брутално од страна на Јовевски и беше тоа прокоментирано како нерационално, недоходовно или не знам уште што. Сега прашањето е 2 месеца потоа што влијаеше да се смени ставот на Јовевски. Дали може би онаа средба со адвокатот на Зоран Заев и убедувањето практично, отварањето на хоризонтите и така натаму, или пак и он е еден од тие кои што одлучија да му слугуваат на Зоран Заев и СДСМ. Така што во овој момент да, има комуникација, се разменуваат предлози, но мислам дека не постои желба од страна на СДСМ да се дојде до договор. Ако не успеете да ја освоите власта, дали би поднеле оставка од функцијата? Доколку ВМРО-ДПМН ги изгуби следните, се разбира да, ќе понесам одговорност. Доколку тие избори бидат фер, доколку тие избори бидат транспарентни, да, ќе понесам одговорност и ќе понесам оставка. И не само тоа, ќе одам и чекор понатаму. Доколку ВМРО-ДПМН победи, не успееме да направиме влада, и тогаш ќе понесам одговорност. Господин Мицковски, ви благодарам што бевте дел од интервјуто и што одговоривте на прашањата на Макс. Ви благодарам на поканата и можноста да бидам дел од вашата емисија. Благодарам уште еднаш.